Собранието им ја затвори вратата на поповите од МПЦ кои сакаа да присуствуваат и да говорат за предлог законот за прекин на бременоста на јавната расправа во законодавната комисија. Образложението од страна на Собранието во врска со инцидентот е дека досега не се практикувало да присуствуваат представници на верски заедници на јавни расправи во законодавниот дом. Досегашните пракси на работата во Собранието на Република Македонија се во насока дека не биле поканети, но своето мислење имат можност да го дадат и да го понудат како можност. МПЦ и ИВЗ се противат на законските измени за абортус. Според министерот Филипче, мајчинството не е работа на попови, оџи, судии и политичари, туку е ексклузивно право на жената. Не е воопшто работа ниту на судии, ниту на попови, ниту на оџи, ниту на лекари, а најмалку на политичари, кога тоа ќе го жената оствари како свое право, дека не е наша работа да копаме по причините зашто жената е натерало на една таква работа или, што би рекол нашиот народ, не е наша задача да попуваме. Политичарите од власта и опозицијата кои говореа во Комисијата за здравство, барем денеска едногласни. Велат, новото законско решение е добро и овозможува право на избор. Замислете ви една жена која што доаѓа од рурална средина, каде што се уште важат стереотипите на традицијата, жена која што е финансиски немојкна, која што не работи, а па замислете најтешката ситуација кога се работи за млада девојка која што не е полнолетна и која што не е во брак. На кој начин таа можеше да го оствари своето право да ја прекини несаканото бременност? На никаков начин. Овој закон навистина не беше добар и кога го разгледуваме сега една ретроспектива да направиме на овој закон, ќе се согласиме дека овој закон навистина имаше многу недостатоци. Немаше жена која што немаше поплаки од оние административни забрани, кои што можам да кажам дека не само што не ги одвратија жените да абортираат, туку напротив само им ја зголемија болката и емоционалниот притисок пред да ја донесат нивната одлука. Речиси за сите присутни представници од невладините организации за женски и родови права, прифатливи се измените на законот со кои се либерализира правото на абортус. Осуда за предлог законот пристигна само од организацијата Срце што чука. Ако ја објасните процедурата за абортус, како се прави тоа абортус во 16-та недела, кога се вади дел по дел, кога се абортира бебето, во 22-та недела, ниту една жена нема да ви се врати на вас за да абортира. И немојте да тврдите дека ги давате сите информации. Со новиот закон драстично се минува процесот за прекин на бременост. За разлика од претходно, абортус до 12-тата недела, доколку се изгласаат измените, ќе се прави на барање и со согласност на жената. Се укинуваат и административните процедури, односно чекањето од 3 дена по советувањето, 1 година помеѓу два абортуси, како и обврската при преглед да се слушаат срцевите звуци на бебето.